Господине Лимани, добар ден. Благодарам што сте дел од нашата емисија. Имаме една тешка задача да зборуваме за состојбите во образованието. Веројатно сектор каде што најмногу треба фокус во моментов. Би започнала со една клучна тема, тоа е состојбата на интелектуалната заедница и академската заедница кај нас. Ви имавте неодамна една колумна каде што велите дали се работи за академска заедница или научна воопшто или за една фарса. Па го имате ли одговорот на тоа прашање? Фарса ли е? За жал, да. За жал, фарса е. Во која смисла да ни објасните повеќе? Па, знаете како е? Во образованието е комплексен систем. И за да не биде фарса, ние треба да го познаваме истражувањето како методологија и да ја познаваме науката. Значи, последните, да не кажам 30 години, ама 20 години, ние не правиме наука. А тоа го потврди пред една година и самостојниот синдикат на НАКС, тоа нели како е синдикатот на високо образовните институции тука во Македонија, па повика да се вратиме на науката. И тоа за мене беше шокантно да прочитам дека самите професори универзитетски професори кои што членуваат во тој самостоен синдикат, велат дека ние до сега не сме правиле наука и дека е време да почнеме да правиме наука. Шокантно, но тоа е така, јас се сложувам. Дали сега годинава правиме наука? Не, се уште не правиме наука, затоа што не знаеме да правиме наука. Да, тоа ќе ве прашав, кои се причините за да ние сме избегале од шините на наука? Да, сме избегале затоа што стандардите кои што треба да ги имплементираме во високото образование ни се вон стандардот на Европската Унија и на Америка. Јас сум кажал и во колумната дека американскиот високообразовен систем е најдобар во светот, затоа што имаат убави поставени контури за тоа како се прави наука, што треба студентите да учат во додипломските студии и што треба студентите да учат во последипломските студии. И таму е точно кажано во тие контури што како се изучува науката и дека не све што се прави во високото образование треба да биде наука. Ние, ако ги погледнеме денеска сите конференции што се одржуваат во Балканот, па и во Република Македонија, велат правиме scientific conference или па научна конференција. Не сите конференции се научни. Ние толку многу не знаеме за науката што ја пишуваме на секаде, мислиме дека правиме наука, а во суштина тоа е фарса. Можеме да зборуваме за причините или за коренот на овие проблеми. Еден секако дека ќе се согласиме е политизацијата или партизацијата на образовниот систем. Како гледате на тој проблем? Јас мислам дека ние треба да сватиме корупцијата и како она функционира. Корупција не е само да даеш и да земеш пари. Корупција е да поставиш некого на едно работно место за кое што он не е кадарен или таа не е кадарна за да може да ги извршува функциите. Тоа е корумпиран систем, го киднапирате системот. Така, тоа е корупција. Значи го дефинираме зборот корупција, за да го знаат граѓаните и да знаат дека и различните форми на корупцијата. Така да, јас кога зборам со младите, со помладите и велам што е корупција, викам корупција е само да земеш пари. Не корупција и да даваш пари. Така е. Дури во законот е така е, да, но и во смисла на ова прашањето што го поставивте, ја мислам дека многу е важно да знаеме дека
поради таа корупција која функционира на начин дека ти си мој човек и јас те поставувам да бидеш професор затоа што ти персонално ти дале некој reward, некоја така да кажам, пошто си работела нешто убаво за партијата или за изборите и сега ти велат што сакаш ти да станеш и ти велиш па досега сум работел конобар, па сега сакам да работам професор. И те ти зошто па 3 месеци нема да работам, а ќе земам плата. И те поставуваат професор и тоа е корупција. И тоа се случува во нашата држава консекутивно и безобразно. Значи иако многу малку сме критични ние како граѓани, јас за граѓанството многу пишувам, не само во колумните и во моите трудови, и пишувам како високото образование може да го подобри активното граѓанство во Република Македонија. Видите, ние имавме шарена револуција. Колку пред тоа, се реторичко прашање, колку пред тоа ние немавме никакви граѓански иницијативи, да кажем. Премногу мали протести, сведени на протести, мали групи кои што после тоа се случи шарената револуција и веќе после тоа немаме ни еден пат тоа граѓанство да го видиме, да ги вокализира нивните потреби и да бидеме критични кон сите лоши работи што ни се случуваат во државата. Ова е одлична поента и ќе се навратиме за улогата на граѓанството, меѓутоа сакам само едно подпрашање околу корупцијата. Кај нас велите дека дури безобразно тоа што се случува, нивото на кое што е стигната, затоа што претпоставувам во сите и развиени држави корупција има секаде. Меѓутоа веројатно или тој клиентелизам партиски задржан на некои повисоки нивоа. Тука не се работи само за професор, туку одиме толку долго што не знам, можеби учителки во градинка, некакви било какви други позиции низ образовниот систем зависат од партијата. Значи, тоа навлегување на партизацијата и клиентелизмот и политизацијата на сите можни нивоа го прави самиот систем просто неодржлив. Како да се излезе од ова? Дали можеби да се ослободат јавни конкурси да има за некои позиции? Дајте да го образоваме општеството. Само така ќе можеме да излеземе од оваа каша. Јас сум толку многу сигурен дека само ако го образоваме општеството ќе можеме да излеземе од оваа каша. Мораме, а и можеме, но не знаеме како да го реформираме образованието. Сега веќе после сите овие години што образованието се наоѓа во толку тешка ситуација, ние не можеме да го реформираме. Ние ќе треба да револуција да направиме. Значи комплетно да почнеме одново да поставиме нови контури. Доцна е за реформи. Доцна е за реформи, пошто ете на пример имаме сега реформа во основното образование која започна дрско министерката, сама, one man show, со нејзините пионери, сакаше да направи реформа. Концепцијата е добра. Како концепција е супер концепција. Но јас кажав уште од почетокот, нема да можеме да ја имплементираме како таква затоа што немаме потенцијал во самите училишта. Ти можеш да диктираш што сакаш од самото министерство или од бирото за развој. Ако човекот кој го добие документот не го разбира, не знае што треба да се направи, затоа што е поставен на корумпиран начин политички, тогаш нема да има успех. И затоа и велам, можеме но ни треба ноу-хау, ни треба знаење за да можеме да почнеме да даваме повеќе моќ на самите училишта и образовни институции кои што ќе ги подигнат капацитетите на самите луѓе. Да бидеш образован е да можеш да бидеш подобар
граѓанин секојдневно, кога ќе одиш на пазар да бидеш подобар со тие продавачите на пазар, кога ќе одиш на не знам на екскурзија во Париз за да можеш да бидеш подобар турист. Така. Значи не е образованието само да имаме подобри економисти или подобри финансиери. Подобри граѓани на крајот Мораме на денот. така, значи само тоа е единственото што ни преостанува сега. Јас сретнав еден многу паметен човек во Косово. Сакам малку да зборам и за Косово што се случува таму. Сретнав еден многу паметен човек во Грција, со кој што зборувавме за Косово, пошто он беше од таму и вели за образованието, вели па на Косово толку мала држава не и преостанува ништо, само да го поправи образованието, да го реформира образованието. Ништо, мала земја и само им се потребни повеќе ресурси и ако тоа го направиме, вели, ние ќе имаме многу подобра држава. Финансиски, економски и се поред. Да, тоа ќе ми беше и прашањето колку практично состојбите во образованието влијаат врз целото општество и врз сите гранки. Колку Така. лошото образование понатаму произлегува. Од тоа лошо образование произлегуваат лоши политики во Така. финансиите, не знам, во енергетиката, во здравството и така натаму. Јас, пошто сум живеел во Америка, имам многу пријатели таму и имам социјални мрежи и затоа некојаш се вклучувам во Facebook за да видам дали некој ми пишал од пријателиве што не ги гледам, кои се во Америка и натаму. И одреден намерено ќе прочитам нешто, некои коментари, нели, кај председателот или кај премиерот што пишуваат луѓето. Па луѓето кај нас не знаат да пишуваат. Еве, прочитајте ги сите, еве, граѓаните сами, нека одат, нека прочитаат што се пишува таму. Ниедна реченица не е од морфолошка аспект и од синтактички аспект не е праведно право напишано. Така да. Значи правопис ние сега немаме во нашата држава затоа што ни падна образованието. Сега, мала држава, Словенија, да направиме компарација. Ако ги гледате податоците на ОЕЦД, на Светска банка, на сите овие релевантни институции, ќе видите дека Словенија е држава иста како нас, во споредба, например, може да се компарира со Косово, со нас како мали држави, со Црна Гора, не е дека подобра. 10-0 не победува во образованието. Неспоредливо е практично. Неспоредливо што они направиле. Знаете зашто? Како прво, они ги плаќаат наставниците по 1600-700-800 евра, 2500 евра зема професор на факултетот. Нашите мора да работат по 2-3 работи за да можат така е. Значи имаме да заработат добри наставници. Имаме добри наставници, добри професори. 0,1%. Тие работат по 2-3 работи. Еве, јас работам во невладиниот сектор, ги гледам професориве од универзитетиве работат со мене или па од училиштата, од средните училишта. Так. Добра професорка ептен работи 3-4 работи за да може пристојно да заработува. Да заработува. Тоа е Словенија, минималната плата во Словенија е 1100 евра. Овде збориме за 20.000 денари. И затоа кога збориме за образованието, мислам дека оттаму треба да се почне да се врати имиџот на професоријатот. Да се врати имиџот, ако некогаш имавме во Југославија имиџ, ако имало, јас многу малку сум живеел во Југославија, да го вратиме тој имиџ дека професор може пристојно да живее со една плата. И не може да биде секој. И дека не може да биде секој, тоа сум го кажал и во колумната. Значи, што се случува сега? Сега сме на дното што сме биле некогаш. Двајца наставници сега се фатени како продаваат дрога за 2 недели. За 2 недели во самите училишта. Ова никогаш не се случило порано. Ова го нема во Косово, ова го нема во Босна, ова го нема во Црна Гора, ова го нема во Албанија. Да, колку голем скандал е всушност ова, дали разбира граѓанството. Скандал.
И затоа е вела. Ние ќе треба училиштата, ова сум го кажал и порано, ќе треба училиштата да ги реформираме самостојно. Да ги реформираме самостојно со тоа што ќе им даваме повеќе автономија. Министерството, да не зборам за Бирото за развој на образованието, Министерството нема капацитети. Кажете ми вие, еден човек во Министерството за 30 години, кој што бил вработен таму, дали како министер, како заменик или во некоја друга позиција, бил доаѓал од образовните науки. Значи, педагоги сме имале, педагоги едно друго. Да. Тешко ми е да се сетам, веројатно не. Нема, сум ги гледал ја. Еве, ова јавно оди на телевизија, може некој да излезе да каже грешиш, Артан, грешиш, еве имало. Значи, да бидем попрецизен. Тајте ми некој кој што студирал за развој на образованието, има студии, неаме во Македонија, неаме во Балканот. Има студии каде што ти студираш и стануваш експерт за развој на образованието. Тука нема. Ние имаме заменик министер кој што нема портфолио, нема никакво портфолио. Он само се седи, си оди на работа и чека, можеби кој ќе го викне на кафе или па да му каже некој треба да направиш нешто. Нема портфолио. Министерката, заменик министерката во Косово, кој што е многу добра пријателка моја, има портфолио. Она работи на развој на образованието, на рано early childhood education, рано образование. Да. И сега е во Португалија. Моментално беше во Шведска, беше во Португалија. Значи, веќе се гледа таму дека ќе има прогрес на тој аспект. Кој министер кај нас бил го познавал образованието? Еве, кажете ми вие, еден министер, ја не викам дека тие биле лоши луѓе, тие не го познавале образованието, затоа немаме прогрес. А колку е проблем тука и честото менување на министри, затоа што изгледа дека како држава ние немаме реална стратегија што сакаме и визија да постигнеме во образованието. Кој како ќе се дојде на власт, почнува некои реформи од нула, па следниот се враќа на почеток. Таа недоследност во спроведување на оваа стратегија колку влијае врз квалитетот? Многу. На страна некадарноста или некомпетенцијата на министрите? Да. Многу влијае затоа што како прво, например, кога го гледаме финскиот модел, финците во 60-тите години ја започнале целата таа дискусија околу реформирање на образованието. И во 70-тите години веќе дошле до еден заклучок дека ќе мора да се како држава да направат една единствена стратегија, не како партии, не како влади, него како држава, тоа да им биде национална стратегија, дека ќе се напише една стратегија за цело време, значи не тоа да биде стратегија за 10 години или за 20 години. Или сега кај нас за две, кај нас е на две. За две, да. И сега се пишува една стратегија кај нас, ќе ја видиме. Каква ќе биде. Но ви велам таа стратегија која е напишана во Финска е напишана на тој начин да не може никој да ја смени. Значи потпишани се сите страни, сите stakeholders, да кажам, дали политички партии, дали луѓе од јавниот живот, дали од фелата. Многу важно е да дел од сето ова што го зборуваме ние за образованието да бидат граѓанските организации. Граѓанските организации се невладени организации. И како такви тие можат и треба да бидат дел, пошто има таму експертиза, треба да бидат дел од овие стратегии. И што требаше да се направи? Кога се правеше концепцијата, новата концепција, требаше да се добие некаква вклученост на опозицијата, затоа што сега кога ќе дојдат они на власт ќе ја променат. Пазете, оваа стратегија, оваа концепција е либерална.
овие што ќе дојдат сега на власт се демохристијани. Тие не се идентификуваат како либералци. Па имавме еден пример, градоначелникот во владеачката структура беше на трибина за против сексуалното образование во училиштето, на конкретна ваво. Така што тие и во партијата си имаат. Да, овие се значи овие што сега претендираат дека ќе добијат власта, тие се конзервативци. Имаат сосем други погледи за образованието. Така. И јас не сакам да верувам. Не сакам да верувам дека концепцијата ќе се промени, но се изгледа дека има опасност да се промени, Значи што не е превенирана кога се креирала. Да, како, значи веројатно треба да се работи со вклученост, како што рековте, и на опозиција, и на влада, на граѓански организации, за да направиме таква стратегија која што ќе биде од сега за понатаму, а не за еден мандат. Ќе се навратиме на граѓанството, зашто повторно го споменавте, и граѓанските организации. Колку е важен нивниот глас? Кај нас некако како да немаме доволно гласни граѓански организации, конкретно на оваа тема за образование. Вака, нас демократијата не ни е функционална. Не ни е функционална затоа што граѓаните не ја познаваат демократијата. Ние сме постсоцијалистичка држава. Значи, да прашаме тука 10 луѓе, од 10, 5 живееле подолго време во Југославија. И сега... Уште не е нов концепт. Демократијата е многу нов концепт за нас. Но, немаше да биде нов, доколку ние го направивме дел на образовниот систем. Доколку ги учевме децата што е демократијата во самото образование. Значи, ако ми ги прочитате сите трудови, јас се профилирам, се дефинирам како scholar се вика на англиски јазик, се не ми текнува, како истражувач за врската помеѓу демократијата и високото образование. Но демократијата има дел и треба да биде дел од самото целиот образовен систем. Како резултат, ние сега имаме луѓе кои што не ја познаваат демократијата. Ако ги прашаш вака и младите и постарите, што е демократија? Демократија е да гласаш на избори. Гласаш на избори, тоа е демократија, не е тоа демократија. Значи, ние треба да бидеме активни чинители во сите процеси на градење на држава. Да, го нема луксузот да не се занимавам и не се замарам со политика, зашто се е политика. Граѓанските организации, по дефиниција, се представници на граѓаните. Глас на граѓаните во социјалните процеси, во политичките процеси, кога велам во политичките процеси, обштествени процеси, затоа што граѓанските организации треба да ги да барат отчет од политичките партии чинители што они направиле за овој концепт или за тој другиот или за третиот. Така да, во компарација, ја направив една компарација помеѓу Финска и Македонија. Финска има, мислам, ако не се лажам, не ме фаќате за збор, мора да проверам, пошто толку многу информации читам дневно, така да може би сум заборавила, негде околу 6 милиони жители. Да. Тие имаат секој еден граѓанин таму учествува во 5 значи минимум во 5 граѓански организации. Значи, јас учествувам во 5 граѓански организации, сум член на 5 граѓански организации во Македонија. Значи, тоа се случува во Финска, а кај нас, ако ги прашаш младите во еден мал град, Гостивар, Тетово, Струга, Прилеп, колку граѓански организации имате тука? Нема да знаат. Затоа што нема активизам, ние не ја познаваме демократијата во тој трг, за да бидеме, да кажеме, чекај бе, имаме тука граѓански организации, кои што можеби земаат пари од државата. Не знаеме, но можеби. Ама имаат фондови и други проекти што... Значи, од една страна, и граѓански организации треба да дојдат поблиску до граѓаните, и граѓаните треба да идат до граѓанските организации, за да имаме пофункционална демократија. Ова се случува во Финска,
ова се случува насекаде во развиениот свет. Ако ја подобриме демократијата, ако го подобриме граѓанското учество, ќе ја подобриме демократијата. Секој еден граѓанин после ќе бара отчет повеќе од нивните да кажам така представници. Апсолутно. Веројатно така и политичките елити ќе се отворат повеќе за кадарни луѓе на вистински места. Так. Тоа што го нотиравме како еден од клучните проблеми. Так. Би го заокружила на некој начин интервјуто со првото прашање околу кризата на интелектуалните величини кај нас воопшто. Не зборам само како индивидуалци, тука како процеси. Да. Како дојдовме до тука да практично ние сега самите авторитети во образованието не уживаат доверба помеѓу граѓаните. Знаете, порано кога експерт ќе излезеше да каже нешто, се знаеше дека тој знае што зборува. Сега таа експертиза е проширена на мал милион полиња и се разводнува и нема тежина. Да. Ја мислам, ја малку покритички го гледам цело тоа. Сега веќе ни граѓаните не знаат што е добро. Затоа што тоа што им се нуди или па да кажам затоа што они биле запоставени од образовниот систем. Ти одиш на училиште, но училиштето не те учи ти да бидеш критички настроен, да студираш, да прашуваш. Да прашуваш, така, значи да бидеш да мислиш, така, конечно. Curiosity викаат тоа да бидеш љубопитен. Љубопитен. Треба да бидеш љубопитен како дете. Сите деца се раѓаат со ист потенцијал. Сите деца. Потоа дали ние можеме тој потенцијал да го отклучиме од самите деца, unlock the potential викаат американците, за да можат они да бидат љубопитни за да просперираат во нивниот живот. И потоа тоа да одат до средно образование, па високо образование и да станат самостојни, нели, интелектуалци кои што ќе истражуваат самостојно. И ја мислам дека ние немаме јаки интелектуалци, самостојни интелектуалци, затоа што системот ни падна. Образовниот систем ни падна, он е летаргичен. Значи, образовниот систем не е летаргичен. Имаме образовен систем, ама знаеш каков образовен систем имаме? Како некој човек кој што е во клиничка смрт, знаете, и он не може да мрда со рацете, со нозете, може би слуша нешто, ама не може да ти каже дека само слуша. Постои, но не е во функција. И тоа е жално, затоа ние не можеме да креираме јака интелектуална фела која што чита, која што истражува, која што има пасија за знаење, за истражување, за шетање. Значи низ светот за да се запознае. Значи многу ме прашуваат како можеме утре пошто толку ни е прашањево критично, утре да го реформираме образовниот систем. Јас зборам повеќе за високото образование. Значи, можно е со партнерство, пошто јас и ти веќе гледаме дека немаме капацитети. Јас, например, сум еден од тие професори, да кажеме така, карикирам, што 15 години сум земал таа катастрофална плата и сум изгубил и мотивација и све. Тоа ги имаме такви професори. И вие сте една директорка или министерка што немате визија и се остануваме, ние си одиме само на работа. Јас ја викам оваа држава од 400 евра. Ние нон-стоп разговараме за таа мизерна плата, да ја земаме пошто можеме без неа да изумреме. Тука ја сведовме државата. Ја сведовме државата на чекање на таа мизерна 400 евра плата, за да можеме да продолжиме со животот. И никој не зборува за развој. И никој не зборува за развој.
Во универзитетите треба да има иновација. Кажете ми една иновација која излегла од нашиот универзитет. Кажете ми една, јас ќе кажам, браво, ова е супер. Иновација, истражување, студентите да бидат дел од професоријатот, да бидат дел од истражувањето, да работат со нивните професори, да ги ние ни бегаат студентите во Словенија. Ова е многу лошо за нас. Знаете зашто? Словенија беше до вчера со нас. Да ни бегаат во Германија, во Франција, во Америка, тоа е да. Они бегаат значи толку многу словенци отишле напред, за да нас не ги земат студентите. Они, значи, колку и скептични да сме ние за Европската Унија, се има поголема скептичност во Република Македонија. Да, тоа се должи на политичките процеси, не се должи на суштината на ЕУ. Но младите ја сакаат Европската Унија. Апсолутно. Они одат во Словенија затоа што во нивната диплома го има европското знаменце. Ние треба да мислиме многу што сакаме. Тие кои ја кочат државата. Немам ја многу проблем со тие што ја кочат држава. Ја имам повеќе проблем со тие што не се кадани, не знаат да ја водат државата кон Европската Унија. Да. Ние ќе имаме проблем со знаење што се однесува до нашето вклучување кон Европската Унија. Апсолутно се согласувам за ова. Тој процес ќе трае, така што сигурно ќе се видиме повторно, да го анализираме и процесот и да зборуваме дали воопшто некој од овие пораки кои што ги кажавме во интервјуто ќе допрет таму каде што треба, до оние центри кои што ги креираат тие политики. Ви благодарам многу за интервјуто и за сите пораки. Благодарам.